Да бидеш дел од големото семејство значи да јадеш од една иста храна. Значи да пиеш од една иста вода. Да бидеш дел од големото семејство значи да се идентификуваш со истото. Тоа значи да си ја ораш својата нива, а не да му префрлуваш на соседот зошто има празна бразда во неговата ораница. Тоа значи да му се радуваш на сонцето, а да не го мразиш дождот зашто ти уништил неколку плодови, зашто после дождот секогаш доаѓа сонцето. Да бидеш дел од големото семејство значи да си ја почитуваш традицијата и обичаите и да знаеш како истите да ги промовираш насекаде во светот. При тоа да останеш гордиот ти македонец од твоето парче земја, да бидеш горд на своето семејство. Тоа значи да прифатиш секаква пофалба, но и добронамерна или не критика. Тоа значи да му подадеш рака на соседот и заедно да ги орате нивите. Затоа што секогаш заедничкиот плод ќе ви донесе многу повеќе успех отколку индивидуалниот. Да бидеш дел од големото семејство значи да бидеш горд македонец. Значи да се прилагодуваш на сите услови и потреби кои што ги бараат и другите членови во семејството. Да бидеш дел од големото семејство значи да бидеш горд македонец. Да бидеш дел од големото семејство значи секој ден да се трудиш за поголем успех и напорна работа. Ете тоа го прави Македонија со години. Ете тоа го прави Македонија од кога знам ја за себе. Ете затоа се бори Македонија. Македонија се бори за единство на различностите. Македонија се бори за интеграција. Бидејќи македонецот секогаш умел и секогаш ќе уме да се ора својата нива. И македонецот ќе биде тој што секогаш ќе го знае да го сее семето на работливоста, пожртвуваноста и плодноста. И се додека македонецот знае да се интегрира, ќе имаме позитивен успех, ќе имаме позитивна реакција од сите. Ќе имаме национален доход, национално богатство, национален мир и смиреност на душите. А довербата и успехот се како една кула од карти. Само една мала грешка или себичност и ќе се сруши. Но македонецот и понатаму ја гради истата таа кула од карти. И понатаму несебично му подава рака на својот сосед за заедно да ги ораат нивите. Македонецот не размислува за бегство. Македонецот нема да ја остави својата нива и да избега на друга. И таму да се мачи како роб. Затоа што македонецот знае дека најдоброто доаѓа од своето. Дека своето го дава најдобриот плод. Затоа што неговото е оставено од дедо му, преку татко му за сега тој да ја грабне мотиката врака и да ја пренесе на внукот. Ете тоа е нашето македонче. Ете тоа е нашиот македонец кој што се бори за интеграција. Тоа е пирејот на Петре М. Андреевски. Тоа е македонецот дел од четата на Гоце Делчев. Дел од семето на знаење на Кирил и Методи. И затоа македонецот реши да си оди по патот на успехот и се бори за иднината на поколенијата. Затоа што македонецот се бори за ЕУ интеграција. Затоа што само преку интегрирањето ние ќе докажеме кои сме и што сме и колку можеме да направиме за заедницата, колку македонското семејство може да направи за ЕУ семејството. И на крај, секој сака некому да припаѓа, со сите своји мани и доблести. И без оглед дали некогаш нашето семејство ќе биде од ЕУ семејството, треба да знаеме дека е човечки, дека е код на човештвото да сакаш да создадеш семејство. Македонија има семејство. Македонија се труди да создаде поголемо семејство, ама онакво како што ни одговара нам, македонците, на нашето семејство. Да создадеме семејство кое што ќе си тежи на своето место, исто како што тежи каменот на секоја една нива. Благодарам.